Значи, здраво на сите мои сограѓани, сите свесни и информирани луѓе кои што се загрижени за своето здравје и здравјето на своите најмили. Јас сум Горијан и денес вам ви се обраќам како студент и креатор на апликацијата Мој воздух. Мене ми е многу драго што над 30.000 граѓани секојдневно се информираат за загадувањето на воздухот и мене ми е многу драго што мојата цел беше постигната да се подигне свеста дека овој проблем постои и дека без заедничка работа и труд овој проблем нема да се отстрани. Следејќи ја статистиката, може да заклучиме многу лесно дека неквалитетните увозени возила и фабриките без соодветни филтри на оџаците придонесуваат многу до нашето загадување на воздухот. Конкретни итни мерки беа предложени и апелирам веднаш тие да се стават во акција и да се имплементираат. Но доколку сакаме оваа година да е последна со вакво енормна количина на загадување на воздухот, мора да го искорениме овој проблем. Според податоците кои што ги има Мој воздух собрано во последната година, за Скопје преку зимскиот период очигледно е дека загаденоста се накачува после 15 часот и таа се намалува после 3 часот по полноќ. Причината за ова е јасна – загревањето на домовите. За жал, при ова загревање на домови се користат најразлични супстанции кои што не сте погодни за тоа, како неправилно сочувани дрва за огрев, градежен шут и пластика. Луѓето не го прават тоа од што сакаат, туку тие се економски немоќни да се приклучат на централниот систем на грејење на топлификација. Апелирам до надлежните да си ги средат приоритетите и на прво место да го постават здравјето на своите граѓани. Бараме барем дел од буџетот кој што е наменет за барокни градби, споменици, бродови и палми. Барем дел од тој буџет да се пренасочи кон субвенционирање на сметките на економски загрозени семејства за парно грејење и кон започнување на гасификација на Република Македонија. Луѓе, навистина ми е мило што сте во ваков број и се надевам дека следен пат кога ќе видам се помалку маски на своите лица, а се повеќе насмевки. Јас сум Горијан Јовановски и јас знам што дишам, ама стварно не се диша. И благодарам.